ste bre ljudi? Gde ste bre ljudi? Ја се извинувам, задоцнев малку на Никогаш не е толку доцна за да не може повторно да се фати приклучок. Се разбира, зависи за кого има такви што зад себе имаат толку сериозен багаж, кои без да се завратат им е натежнат до таа мера, што со своите лесни зборови го предизвикуваат неговото струпалување. Нашите граѓани заслужуваат подобро. Нашите граѓани сакаат подобро. И може многу подобро од ова. Почитувани, никого не чуди веќе вртоглавиот пат, А не може ниту да чуди политичкото вертиго кога навестувањата дека принципиелноста и етичките норми ке станат систем, а не кршлив концепт базиран на произволно толкување, се дезориентираат уште при соочувањето со првиот предизвик. Моите компании работат транспарентно, таму каде што сум јас собственик, а не управител. Тие и понатаму ќе продолжат тоа да го работат како што го работеле последните 15 години, за разлика од тоа кога некој се крил зад компании од белиза. Тоа што некој се засолнувал зад сметки со вкусна екзотика, а друг го рецитира прославениот постулат на една министерка за уставот и законите, не значи ништо друго освен играње со довербата, добиено од луѓе кои простодушно се бореле за триумф над политичкото празнословие и личното профитерство. Така што јас не знам кој во целата оваа работа се прави лут или збунет. Ова прашање без друго ќе остане без адекватен одговор, бидејќи нивото на дебата се сведува на невидено дно, од кое толку силно се удира што простотилукот станува парадигма на политичката битка, а јавната сцена наместо идеен и продуктивен станува мегдан, на кој невкусно се мери количеството малигани, потребни за извршување на одредена функција. Почитувани, на граѓаните на Скопје им е потребен стабилен, вреден и чесен градски татко, а не градска пијандура. Отрезнувањето никако да дојде, а мамурливата нација, дури тие што се заветија дека ќе ја помогнат да се залечи, само ја искористија за бесплатна диагностика со која наместо очекуваниот рецепт за државната болест се изведоа партиска операција. Ако ме викне некој бесплатно би отишол таму, било што да треба за државни интереси да помогне. Пијарскиот шминкерај на државните интереси е зашлакана рефлексија од огледалото во кое јасно се гледа менгемето во кое тие се притиснати од личните и партиските стеги, кои постојано ги прецвикуваат. Повикот, некој што е платен да се откажал да побара за нив да биде ангажиран про боно, е врв на политичката хипокризија. Да не е смешно би било трагично, а трагично е. Солуција има. Единственото решение за сето бреме кое го носи е Македонија конечно да се породи. И ке треба да има гинеколог, пошто потребно има доста жени, има млади девојки, има бремени знаи, сви и свашта. И на крајот, за тоа кога и каде навистина е крајот. Може би треба и подолго. Има уште многу, ама ајде. Повеќе нема. Крајно време е.